Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Се уште не се познати мотивите за палењето на автомобилите на бугарската амбасада. Министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски информираше дека сторителот е брзо идентификуван и приведен во координација со безбедносните служби. Тој порача дека ваквите действија се недозволиви и најави дека овој предмет, според информациите од СВР Скопје, ќе се води по итна постапка. Сторителот кој што се сомничи за палењето на возилата собственост на бугарската амбасада е многу брзо идентификуван, обезбеден од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка со Агенцијата за национална безбедност и тие беа вклучени во рамки на споделување на клучни информации во врска со овој кривично правен настан. И колку што јас имам информација согласно на која што сум известен од страна на началникот на СВР Скопје, обвинителот мислам дека оваа постапка ќе ја води поитна постапка, така да во текот на овој ден очекувајте дека ќе треба да има соопштение од страна на обвинителството и од страна на судот во однос на понатамошните чекори кои што ќе се превземат процесно. Во однос на мотивот во овој момент навистина немам доволно информации да се признесам. Но очекувам дека во текот на наредниот период ќе имаме точно кој бил мотивот, а сигурен сум дека во рамки на судската постапка тоа ќе се утврди и несомнено од страна на судот. 3 деца во безсознание биле пронајдени на улица во Куманово, најверојатно затруени од вдишување лепак. Децата биле итно пренесени во Кумановската болница, полицијата се уште работи на расчистување на случајот. На 15.6.2026 година, околу 10:40 часот во СВР Куманово е пријавено дека на улицата Професор Мијалковиќ во Куманово пронајдени се 3 деца кои не реагирале на допир. Се работи за 15-годишно девојче и нејзините браќа на возраст од 12 и 9 години и кои најверојатно биле затруени со вдишување на лепак. Тие се пренесени во Општа болница Куманово за укажување на лекарска помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Премиерот Кристијан Мицкоски пак утрово промовираше нова инвестиција во технолошко-индустријската развојна зона во Тетово. Гледаме дел од деталите. Инвестицијата, како што веќе беше споменато, ќе започне со закуп на постоечки објект, значи станува збор за браунфилд инвестиција со површина од 8000 квадратни метри, а согласно развојниот план на компанијата, капацитетите ќе се прошируваат до 21.000 квадратни метри до 2028 година. Во првите 5 години, односно во периодот 26-30 година, компанијата планира да инвестира отприлика, како што веќе беше споменато, околу 20-21 милион евра. Ова инвестиција ќе донесе и нови можности за вработување. Според бизнис планот на компанијата ќе бидат отворени помеѓу 400 и 500 нови работни места во моментите кога компанијата ќе го добие својот полн сјај. СДСМ пак утрово промовираше дел од мерките во програмата Твоја држава, твоја шанса, насочени кон конкретни решенија и нов пристап кон образованието. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во програмата Твоја држава, твоја шанса нуди конкретни решенија и нов пристап кон образованието. Нашата визија е интелигентна Македонија, каде државата инвестира во мозокот на нацијата како во својот највреден капитал. Праведно е да имаме задоволни наставници и професори, задоволни ученици и студенти. Предвидуваме систем кој не ги тера учениците и студентите само да учат за тест, туку да учат за да се стекнат со знаење, да се адаптираат во општеството и кариерно да напредуваат во својата земја. Ќе обезбедиме ваучер од 2000 евра за секој матурант за обуки за програмирање, вештачка интелигенција и зелени технологии, за да имаат пристап без финансиски трошок до најдобро платените работни места. Секој млад човек мора да има пристап до факултет, а тоа да не биде на товар на семејниот буџет.
Над 60 матуранти се фатени како препишуваат при полагањето на екстерните предмети. Поради ваквите појави, за следната година повторно се разгледува можноста за инсталирање блокатори на мобилни телефони во просториите каде што се полага, но и спроведување кампањи за подигнување на јавната свест дека препишувањето не смее да биде опција. Има ученици кои што се откриени со мобилни телефони. Сите оние ученици кои што се откриени со мобилни телефони, телефоните им се одземени, односно за нив е прекинат тестот и решавањето завршува тука. Но не само што завршува решавањето, туку истовремено им се поништува тестот, така што тие ако се фатени на еден од предметите по кои што полагале со мобилен телефон, тие нема да добијат оценка по тој предмет, поточно ќе имаат единица и ќе треба да го пријават за полагање во следната сесија, тоа е во августовската сесија. Оваа година, за разлика од минатите, каде што имавме огромен број на вклучени млади во Вибер групи, во Телеграм групи и така натаму, всушност од испитот се отстранити само двата дела, и првиот и вториот дел, само 60 ученици, што значи имаме одличен напредок во спроведувањето на матурата. Народната банка ја затегна монетарната политика и ги зголеми каматите за 0,25% поени. Во следниот период банките ќе треба да направат и пресметки за колку ќе поскапат кредитите. Од 4% на 4,25%. Одлуката се заснова на најновите податоци, информации и согледувањата за ефектите врз домашната економија од глобалните случувања. Во однос на сегментите кои што се клучни за монетарната политика, од почетокот на годината беше забележана поголема побарувачка на девизи од корпоративниот сектор, што услови поголемо присуство на Народната банка на девизниот пазар. Од почетокот на мај оваа година се бележи стабилизација на побарувачката за девизи, а најновите информации носат поголема известност за скоро смирување на конфликтот на Блискиот Исток. Сепак, економските последици од геополитичките случувања се присутни, а неизвестноста околу темпото на целосната стабилизација на тековите и понатаму создава ризици. Агенцијата за храна и ветеринарство спречи увоз на над 23.000 килограми замрзнато пилешко месо од Бразил поради ризик од птичји грип. Како што информираат од АХВ, официјалните ветеринари ја одбиле пратката, бидејќи месото било произведено во јануари 2025 година, додека според донесеното решение е забранет увоз на пратки добиени од животни кои биле сертифицирани пред 1 август 2025 година. Официјалните ветеринари на овој граничен премин поради истата причина во декември минатата година во Бразил вратија пратка со над 26.000 тони замрзнат пилешки батак. Како одговорна институција за безбедноста на храната, АХВ упатува апел до возниците на храна во земјава да ги почитуваат законските, подзаконските акти и стандардите кои се однесуваат на безбедноста, бидејќи здравјето на граѓаните е приоритет и за агенцијата и за државата, информираат утрово од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од идната недела стартуваат мерките на оперативниот план тежок 40 милиони евра. Најголема помош ќе биде насочена кон вработување на лицата до 29 години. Комисијата за заштита на конкуренцијата денеска го даде потребното одобрение за старт на оперативниот план од владата тежок 40 милиони евра. Новина е тоа што оние мерки кои што лани не дале резултат, годинава се укинуваат, а средствата предвидени за нив се алоцираат кон двете најпопуларни мерки – само вработување и помош на правните субјекти за вработување на невработени лица. Главната цел на овој оперативен план е пред се вработување на младите до 29 години. Грантовите за лица за отворање на собствен бизнис до 29 години изнесуваат до 10.000 евра помош, а додека за лица над 29 години помошта изнесува 7.000 евра. Доколку се здружат две лица во друштво со ограничена одговорност, тогаш помошта за млади лица до 29 години би била до 20.000 евра, а за лица над 29 години до 14.000 евра или доколку
Доколку се комбинирани лица до 29 години, над 29 години, тоаш помошта со здружување би била до 17.000 евра. И за лица до 29 години предвидени се субвенции на правните субјекти до 250.000 денари, за лица со попреченост до 220.000 денари, а за лица над 29 години доколку ги вработат ќе имаат помош од 160.000 денари. Ако овие мерки лани ги искористиле и се вработиле 4.500 граѓани, годинава се очекува таа бројка да биде од 5.500 до 6.000 лица со алокација на средствата од мерките кои што се укинуваат. Во овие две најатрактивни мерки ова година ќе можат да учествуваат само лица кои имаат завршено средно образование и исто така за прв пат се офатени и иселениците кои што ќе можат да ги користат сите овие грантови предвидени во овие две мерки плюс 10% од самиот грант. Например, да карикирам, доколку се лица до 29 години, тоаш би можеле да искористат, ако е тоа помошта 10.000 евра, за повратници плюс 10%, тоа е 11.000 евра, исто и во другите мерки кои ги спомнав претходно. Објавувањето на мерките од оперативниот план ќе започне од почетокот на идната недела. За Сител, Дарко Штарговски. Безживотно тело на 20-годишно момче вчера било извлечено од водите на Охридското езеро во Струга. Полицијата се уште истражува како дошло до несреќата. Нина Ритоновска со деталите. Трагедија во Струга. 20-годишно момче од Октиси се удави во водите на Охридското езеро во близина на Машка плажа. Неофицијално, како што дознаваме, момчето било на педалинка со своите другари, но кои се причините за смртта се уште не се знае. Од Охридската полиција го потврдија случајот. Телото било забележено во езерото, а по неговото излекување било пренесено на понатамошна проверка. На 15.6.2026 година во Овара Струга е пријавено дека на Струшкото крајбрежје во водите на Охридското езеро кај Машка плажа било забележено безживотно машко тело, кој веднаш било пренесено во општата болница во Струга. Доктор од болницата констатирал смрт без траги на насилство, а од преземените мерки утврдено е дека се работи за СС 20 годишно лице од Струшкото село Октиси, велат од СВР Охрид. Од полицијата информираа дека се преземаат дополнителни мерки за целосно расветлување на околностите поврзани со настанот. Нина Ритоновска, Сител телевизија. По цели 15 години поштата во Струмица го обнови возниот парк со 6 нови автомобили кои треба да подобрат работата на институцијата. После 15 години обновен возниот парк на поштата во Струмица, подружницата доби 6 нови комерцијални возила со кои треба значително да се модернизира и забрза поштенскиот сообраќај во регионот. Ова обнова е дел од владината стратегија за замена на застарениот возен парк, преку која етапно се распределуваат вкупно 100 возила низ целата држава. Се надевам дека со оваа инвестиција Струмица ќе добива по-ефикасно и по-ефективна работа на работењето на пошта и на услугите. Во тек се уште други инвестиции. Очекуваме реновирање на објектите и освежување во делот на кадарот, што се надевам дека ќе дават подобри резултати и очекуваме уште подобри услови и за вработените. Новите пикап возила се со носевост од 750 килограми, имаат навигација и климатизација, а како клучна новина е воведен 24-часовен видео надзор во товарниот оддел. Ново нешто кое што воведуваме со овие нови возила, извршивме промена и на правилникот за користење на службени возила, и тоа што во товарниот дел ќе има поставена камера која што 24 часа ќе ги следи движењето на пратките низ целата држава, како стига и каде е во моментот и како се дистрибуира. До сега Струмичката подружница, каде работат 96 лица, пазарот го обслужуваше со само 3 дотраени возила со поминати над половина милион километри. Ова ќе ни улесни многу работата. Во моментот работата тече без проблеми, пратките течат секојдневно, тековно се доставуваат, со ова ќе бидеме уште побрзи и поефикасни во доставата на пратки, посебно во руралните подрачја. Од добиените 6 возила, 4 ќе останат во Централната пошта во Струмица, додека по едно ќе биде распределено во работните единици во Радовиш и Валандово. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. При намалено производство на храна, експертите советуваат дека биолошката заштита на растенијата е особено значајна. Трајан Ристовски, новата тема.
Во услови на намалено земјоделско производство, интегралната заштита на растенијата е од круцијална важност, бидејќи овозможува ефикасна контрола на болестите, штетниците и плевелите, а истовремено го намалува негативното влијание врз животната средина и здравието на луѓето. Интегралната заштита се заснова на комбинација од агротехнички, биолошки, механички и хемиски мерки, при што хемиските средства се користат само кога е неопходно и во препорачени количини. Биолошката заштита се смета за една од најзначајните, која се базира на природни непријатели на штетните организми, особено при оранжериско производство. Биолошката контрола не само што ја намалува зависноста од пестициди, туку придонесува и за зачувување на биолошката разновидност и стабилноста на агроекосистемите. Иако понекогаш делува побавно од хемиската заштита, на долг рок представува многу подржливо решение. Интегралната заштита не ја исклучува хемиската контрола, туку ја интегрира во поширок систем од мерки. Кога постои ризик од значителни економски загуби, употребата на пестицидите е неопходна. Сепак, нивната примена треба да биде базирана на мониторинг, проценка на ризикот и избор на активни материи кои имаат најмало можно влијание на корисните организми и животната средина. Значи се одбираат препарати кои се специфични за штетниците и делуваат само на нив, а при тоа нивните природни непријатели не се во опасност. Ако е потребно повеќе кратно третирање, треба да се води сметка на секое следно третирање да се користат различни активни материи со цел да се спречи резистентноста кај штетниците која се јавува како резултат на третирање со една иста активна материја. За развој на производството на храна како стратешка гранка на секоја земја, потребни се млади стручни кадри кои ќе ги применуваат современите научни достигнувања во земјоделието. Во наредниот период се очекува поголема примена на прецизно земјоделство, вештачка интелигенција, автоматизирани системи за мониторинг, со што ќе се овозможи навремено откривање на проблемите и адекватна примена на заштитните мерки. За Сител, Трајан Ристовски.